Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. And I'm feeling good. Шубо. Ова скроз ко навежбано дојде овај пат. Живи се. По преакој. Ама шубо звучи со то со тенџерето. Сордината е бронза. Како на радио да го слушаш онака директ. Да, пример сребрена, има и сребрена, бронза и поинаков. Ова го дава баш тој бронзен звук. Шубо. Море шубо звучи. Тако џезерски. Ќе ме фати мерак да почнам џез да свирам се. Зошто да не? Некако. Кај Зошто да не? Еве сум Виктор. Колку време, издува слободно. Издувана е. Тукањците да излезат однатре. Ако е нова, знаеш колку е издувана. Ама убаво е направена, шубо е изгравираното. Да, трубата е, мислам по порачка ми е правена од собственикот чилијанец, а иначе се произведа во Хонг Конг. Шубо. И да, custom made можев да си одберам што кај сакам да ми стои, како да ми го направат. Малце е така, поразлична е од стандардните труби. Го затемнуват ова за да можат да го изгравират другото? Или така си беше? Нешто така е, ми рече тој, ќе бришиш, ќе паѓа полека, иначе vintage кофи е моделот. Да, јако, тоа е тоа. Добре, јако жи се. Трувичето. Убави работи се. Овие лимените се едини инструменти што ги немам пробано да ги совладам. Не знам, мислам се нема погодено низ дома иначе да имало. И така. Или па некој да е вака поблиску да ми е да пробвам на проба на нешто, иначе на проба ќе седниш на тапано трона басо. Ако сакаш да ти дам чивија, имам труба дома. Не, уште тоа ми фали. Ќе ти ја донесам овде нека стои в студио. Ќе се најди. Да, некој ден ќе биди, и тоа ќе биди сигурно. Па после кога ќе ми треба човек за замена, ами како? Виктор ми е тука. Јас му свирам труба, си свирам сам на свирки кога сум, кој треба негде солца се мани и ќе почнам поки на тромбон мала. Ако тука си. Ќе мани некој тон нешто, колку да можам да го поминам делот и сам си се очекуваш тука некој соло да почне гледаш нема никој. Тере, да. Што има вет звер? Добро е, ете конечно, после толку договарања, години, децени. Години, стварно, никако да се погодиме, јас сум тука, не сум тука, со патувања, со настапи, со свашта, ама секоја година јас ми текнува обично новогодишно кога е расположението, дај поќе луѓе да викнам, кој ај контру диџеј ќе викнам, и ќе се јавам и, абе, Зоки е, не знам, она му Малдиви, кај Кариби, ти кај питомите од таа страна. На скроз различни страни одиме, да. Да, брат, никако ете не можеш и моментално Зоки е во Валенсија, не е тука, ама следна емисија е заедно здравје. Некога еднаш ќе се погоди, па што сака нека е. Ќе си направиме свирка заедничка, нешто, ќе биде весело. Да. Jam Session, тоа е јакото. Знаеш колку има музичари во Битола и тоа го правевме муавет со некој баш на емисија, дека не само најкултните, туку и најнеобичните бенди од Битола излегват. Го почниш, не знам, од Фолтин до не знам,
паркети, кој сакаш речи го Љубојна, Точно, контру диџеј, кој точно. било речи го, ние да Стритс порано шоевме Да, едини бенд во да, светот да. без тапанџија, Без тапан, со бит, со огнен, леле, вистина. Ама стално од тука некои фикс идеи излегуваат од Битола. Виктор Битола е треба да си се расадник држиме. на музичари. Кажи ми, Звер, ти те гледам патуваш низ цел свет. Нон-стоп свириш сегде. Ај со контру диџеј свирите, претпоставувам тука низ Европа, Балканот. Тука сме, да, стацион, значи тој ми е Претежно. матичниот бенд, морам да кажам, 18 години сме веќе заедно со Зоки, со Микарот, Шуго. тројката. Како почна приказната ваша, извини, да не прескокнувам онакви. Да, ај да Кај почнеме, почна приказната, кажи да ми не се прво. навраќаме. Од ти 18 години, Да, 18 полнолетство години, скроз. Битола, брат, тоа време беше стварно најкиниот живот на едно многу високо, завидливо ниво. Било од секогаш, Каде само сега некако сме така. Може да и го имаш еден од најдобрите клубови во моментот во цела држава, во цела Македонија, Infinity. И Вистина таму беше. се споивме некако. Тие веќе беа некој месец почнати, свиреа, некој хаус музика. И влегов и ја со трубата така ми дојде. Мислам, ние се знаевме од градот, деца, сите се знаевме и почнавме да свириме, да настапваме во Infinity, во клубот. И така, од хаус преминавме малце на латино, запали латиното некако, почнавме други градови. Латиното опасна работа е. Да, латино беше тогаш, да, исто да го спомнам, беше пред нас малку почната Ацо Конга, Бог да го прости. Бог да го прости. И тој исто настапуваше така, ама мислам дека бевме меѓу првите како трио. Тоа беше само диџеј со Конга, Да, претпоставувам. ама Тогаш вака се сеќавам, да. Така беше, да, тој си беше член во Нокаут, ама и си настапваше настапуваше. така. Памтам. И почнавме и интересно стана ни цела држава за многу кратко време, веќе мислам дека настапвавме во скоро сите градови. Нема место во Македонија кај не сме биле. Преако. Почнувајќи да набрувам, а Охрид исто ни беше Брадој, како села, некоја база. Миравци, ваму таму, не? Сегде, значи Преако. буквално попреку ваму таму цела Македонија. И да, моментално Балканот, Србија, Ниш морам да го спомнам. Во Ниш настапваме во еден интересен локал. Таму се истите тие луѓе Домашни си сте таму, не? Домашни веќе, ми смо Нишлие. Нишлие. Да, истите Ја. луѓе организираат еден фестивал кој се вика Sound Dance Festival и дака и се роди уствари соработката со нив, не поканија да бидиме гости и свиревме заедно со Сенида. Да, тоа беше 2023 година, да, првиот пат. Значи Виктор, не знам, 6-7 илјади публика во Нишка Со тврдина. Да, ние пред група на Сенида, онака мислам, искрено аз до тогаш немав слушнато за жената. Ми беше толку фасцинантно кога ќе спомнев кај женски вака другарки и општо кај други женски, толку има некоја интересна месна енергија спрема жената, кај таа многу добар музичар, многу добри текстови. И стварно јас мислам на концертот прв пат слушав нејзини песни и сфатив дека стварно има страшна енергија жената. Брат Сенида е мажиште, онака, скроз. Тоа ше викат Скроз. жена маж, значи онака. Скроз. Енергијата му е таква, брат, влегва, стапнува, разбираш. Значи, ко викна онака, идемо Ниш, и она, брат, 6.000 луѓе, вау, енергија. Браво. А пред тоа ние нешто стапваме и сега гледам дека во публиката има и помлада публика, нормално, и онака, во исчекување се да настапи, а таа малце, знаеш, си подзакасна. Така си, Нас оди ни тоа. избега малку сетот, ни вика, иде организатор, викат, продолжете, и сега нешто те става во незгодно да мораш Да. Тие обично Ама и така тогаш, прат звездите, да, знаеш, малце исчекување да направи. исчекување да направат. И во тој момент, напред имаше помлада публика, но позади имаше така малце повозрасни луѓе и многу добро ни изреагираа на сетот. Таму имавме некој различен, прв пат сакавме да смениме, мислам, нормално. Имавме некој афро, хаус, диско и многу добро запали. И мислам дека од тој прв настап во Ниш си створивме некоја публика Шуго.
и синергија со луѓето, и еве ден денес настапуваме исто и преако. Мислам, да, пазарот ние го пробваме да го развиеме. Србија, Бугарија, Албанија. Контрудиджеј моментално работи на тоа. Исто сме настапиле и во Малта на еден интересен настан Сигма. Некој саем беше за онлайн казина. Исто пак цела идеја се роди пак од ништ, луѓе дојдоа не видоа. Знаеш како оди имаме се таму тоа. балканци многу на Малта. Бе. Да, имаше доста. Кај што ќе поминевме, ќе зборневме македонски и одма се вртеа срби, наши, црногорци, многу. Има. И така, да, тоа е со Контрудиджеј моментално е тука Балканот. Мислам, пробваме, ќе видиме. Се планира и некоја наша вие пошто интернационална музика свирите, може сегде да Точно, да. Проблем е транспортот на конгите. Тоа е проблем. Зоки, само со проблеми. Да, проблем ни е транспортот на конгите, но генерално кај што одиме е Малта си обезбедват. Мислам, то се толку професионални букинг агенци што ти само му пишеш рајдер листа, тие се ти обезбедват. Душа, јас трубиче да си го носам со мене. Не барам. Значи, не знам, трубата има, ова не толку, мори и ова има, са, пошто ова ми е нова, не цела година, ама старата труба што ми е, тоа ми е, како да речам, првата љубов. Прва љубов, таа, да може да кажува колку има пропатувано. И тоа е. Мислам, со настапи тоа е за сега тука. Со Контрудиджеј, планот е матичниот број, да се работи некоја музика авторска, да се пробаме во тие води. Правевме муавет, дали со тебе, дали со Зоки, да правиме некое песниче, важи ќе правиме и се зафативме со обавези. Види сите, да. Толку беше муавето. Сега ми текна ко рече музика се прави, дека уствари имавме правено. Имам негде и во фолдерите имам фолдер што се вика Контрудиджеј, ама ку знае од која година е. Значи добро, тоа не е за џабе, така, може да стои. Ќе му дојдено. И така, а што се однесва на соло кариерата, ајде да кажам, имал можност, мојот брат живее на Кариби, па и таму бев створив некои контакти, настапи, Монако, Мајорка, Шпанија. Те гледам стално по тиувајте места ти. Да. Не уш на гради места кај што студи негде на топло. Само екзотика. Екзотика, мора да има екзотичен момент. И да, тоа е Виктор, се патува, се работи. Се запознават луѓе. Точно, контакти, музичари. Што мислам дека за еден музичар достигнувањето е колку поќе контакти ќе запознаеш музичари и ќе размениш искуство. Така е. Како што се во сите сфери, ама ете са ние музичари, па малку пристрасни ќе видиме. Да, не, добро, тоа е. Факт е дека контактите во нашата професија се точно. Не е ни до пари, не е ни до популарност, толку што е до контактите. Контактите си го прават своето и така и јас на некој начин се развивав и тоа се деси, во времето на короната баш, знаеш ко се деси крак, тоа беше не погоди сите, мислам. Останавме ни угоре ни удолу. Да, ама нас музичарите мислам дека онака, пошто поготово во Македонија толку беа ригорозни тие мерките што можда и немаја смисла, небитно да не навлегваме, али не уништи. Мислам, стварно, онака ти го... Јас зато почнав видеа да снимам, брат. Немаше абер музиката да така, ете, видиш, кај тебе се роди некој друг момент на креативност, што е супер. Ево тој момент мене ми се отвори една врата, што се вика еден Карибски остров, врата на авион, се вика Карибски остров Сен Мартин. Пола е француски. Свети Мартин. Свети Мартин, да. Светецот, да. Тоа е еден таква екзотика, едно такво премало островче место, кај што мислам дека нај ослободените луѓе од умот се таму собрани. И едно толку добро искуство имав, запознав едни по препорака на мојот брат, едни диџеи, запознав различни артисти, соработки, Джейсон Миро, AJ,
Will Dimar, тој е исто мој многу близок другар србин, диџеј, кој што таму веќе години работат и живеат. Мене не ми беше верно, како може кај нас да е се затворено, а тука се си функционира. Дека Свети Мартин таму, журки, чуваше светецо. Фестивали, настапи, значи имав настапи со многу интересни артисти на највисоката точка на островот. Со жичара се оди догоре и таму имаше журка. Имав настапи по фестивали, по разни барои, клубои. Тогаш се преродив, си викам, море, види. Скроз. Значи, некој Господ ми го покажал патот за да се најдам во ова време, во моментот кај што цел свет е блокиран, јас да сум тука и да правам соработки исто и настапи и така. Се деси то, се запозна со многу луѓе, со многу луѓе. Мојот идол, морам да кажам, диџеј, мојот омилен диџеј, Луи Вега, го запознав и то може да беше, мислам дека трети или четвртиот ден од кога стигнав на островот, гледам Луи Вега ќе биде гостин во еден клуб на плажа и кога ојдов, му кажам, стварно ми е голема чест што ја поштовам, ја респектирам твојата музика и те пратам толку години. И тој ми вика, ти, од кај? Јас му кажам, од Македонија. Вика, Тамара Тодевска. Да, ја познавам. Вика, леле, таа ми дојде во Њу Јорк. Вика, спонтано, вика, дали може да пеам со тебе? Јас вика, гледам, не познавам. Ајде, ја гледам, окей. Страшна, вика, журка си направи ја. Така да, знаеш, тие моменти, тоа е, тука се споделват тие емоции што... Сакав да кажам дека тоа е предноста на патувањата. Со сите ќе се сретниш во цел свет, ќе се запознаеш, ќе размениш контакти, па тие ќе преминат во соработки. И мора младите се по храбри малце да пробат сами да патуват. Точно, да одат да си го барат чарето, да речам, не то не значи га треба си селиш ти од Македонија, ама оди пропатувај, види што имаме, сваѓаш. Треба да оди човек во свето и да си патувате сами, тоа сав да ви речам. Не знаете што убое со другари, убое све, ама сами да си патувате, да видите слобода што е, убајна што е. Нема тоа е предноста, мислам општо сите професии, сега знаеш младите, сега кога ги спомна, и толку мислам има луѓе што работат, фриленсери, така да верувам дека, ама ете еден апел до публиката твоја да си одат, значи тоа останува, верувај, почнаа поевтини картите. Шета свето, не викам, не, ама... Шета, значи се отворија границите, нормално, јас имам чекано за виза, Грчка, да одам до Солун. Леле, заборев дека уствари нигде не можевме да излезиме, тие не знаат како е да си изолиран. Вистина, човек. Шо, можевме Србија, Бугарија и Албанија, за други виза ти требаше за сегде. Сега веќе кога стварно ја имаш можноста, зошто да не? Исто баш за Мајорка, сакав да спомнам, случајно го запознав Сенди Ривера. Сенди Ривера е исто еден од американски диџеј, по старата фела да речам, со латинско потекло, ама има во Битола дојден и во Рашчекор има пуштано музика и тој се сеќаваше, јас кога разговарав со него, точно се сеќаваше се како вака така. И на негова покана исто соработка во студио кај еден пријател на Мајорка, снимивме песна една, па чекам уште да биде изданието. И така, тие се тие моменти, Виктор, да. Патувањето ти отвара граници. Антига исто, морам да ја спомнам. На Антига, таму живе мојот брат, таму исто настапи од фестивали, од боат шоуа, од шоне, од приватни вили, од свашта. Барбара Такер, ова уште мора да го кажам, Барбара Такер беше гостинка, таа е кралицата на хаус музиката. Иначе можеш да сетиш дека основата ми е хаус. Електронска музика поврзана со трубата, сите стилои нормално, ама хаус музиката ми е така најлегната на душата. Се гледа соседи. И во клуб седиме и вика Барбара Такер, ако ја земиш трубата, ќе станам и јас ќе пеам со тебе. И јас така останав.
чекај, како бе, зошто? Одам, ја земам и така се спонтан настап се деси во клуб. Значи тој момент ќе го памтам до крајот на животот. Знаеш, тие моменти тоа ти дозволува патувањето. Така. За такви работи живееме ние музичарите. Точно. Преако е да си сретниш некој што го слушаш, што го пратиш, што го гледаш и уште да имаш можност да настапиш со нив, стварно е. Да, тоа е стварно привилегија. Мислам, знаеш, тие се врвни музичари, мислам, со албуми, значи наназад, албуми издаени со музика, со свашта плюс. Њу Йорк е, знаеш, центарот на сите дешавања во светот, од музички, од економски до се се дешава и да, знаеш, си викаш, море види како некогаш патувањето ти ги отвара, се редат коцките, се редат коцките. Тоа е убајна, него дај да маниме некој музичен ние. Може. Имаме многу муавет за праење. Многу муавет, ама што сакаш да мани некој латино нешто? Ајде сега мора да се навратиме на латиното. Да маниме марето да удриме Марија, па после ќе видиме нешто. Ајде, што ќе ни дојди, знаеш. Малума ова она, ти реков. Малума. Добро. Малума бејбе. О, Марија. She reminds me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. She living a life just like a movie star. Oh, Maria, na papa. Loving is the lay. To the sound of the guitar, baby. Play by Carlos Santana. Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no. Ahora puedo regalar pedacito a cada nena, solo un pedacito. Oh. Dale a sviri da onaja. Tú me tienes loco contigo. Tú me tienes loco contigo. Despacito. Од нигде никаде ти влегов 10 песни ти смено. Тоналитетот ми беше тоналитетот од кај свирите. Абе не знам сега точно да ти кажам, ама малку чуден беше, да, му влегов јас по мое негде. Ако бе нема, заборев дека фрилансерски. Да, заборев дека овие си имат онакви. Трубата е малце комплексен инструмент, не е ич лесно. Заборавам од време на време, ти кажем право, да. дека некои инструменти си имат одредени. Најако што сите ќе дај да дувнам.
И ја земај. Не вади звук. Оти? Ево, тоа е мајсторијата. Не чини. Не може. Че треба да дојш на 1, 2, 3 часови да те научам да свириш труба, не е така. Абажурче. Да, види, не е едноставно. Не е едноставно, ама, знаете, искуството и времето, поминато на трубата, си го прави своето. Али, да, тежок инструмент, има различни видови на труби. Имаш некој друг тип на труба свирено? Да, флугелхорн, ја имам, таа е така по-топла, по-топол. Иначе, да, Б штимот се користи најмногу за модерна музика, значи джез, фанк, сол, популарна македонска во биг бендот, мислам, да, Б има некогаш, не, С не се користат, мислам дека во биг бенд не. Генерално е за популарна, модерна музика, во латино, кај не, во се. Шуго. Ама скроз ти е стилска, вака ја гледам и мерак ме фаќа. Сакам кога е направено нештото по мерка, знаеш, кога не е Да, точно, да. Иначе трубата, рецензија за трубата имаше Артуро Сандовал. Тој е еден од најпопуларните и најдобрите живи трубачи од таа стера, значи ученик на Дизи Гилеспи, кубанец по потекло и кај него јас ја видов рецензија и реков, леле, онака си барав, знаеш, труба, пошто мојата прва труба, ден денес си ја имам, си ја чувам, Бах, америчка, таа е, пример, труба, онака класика, труба по квалитет за од филхармонија, значи од Њујоршка филхармонија ја купив таа труба на eBay. Ти викам, рецензија имаше јавено, ја гледам трубата, мале, си викам, многу интересна, знаеш, ти малку е поголема, корпусот, тој звоното му е малце поразлично, затоа и помек звук. Сега ја свирам со сордина, ради оти сме во студио. И ќе те покријам цеде, ако сакаш да пробаме. Ќе пробаме попосли така, шо нека не се слушам, не е битно. Не сме за мене тука дојде ништо. Ма не, мора да има синергија во музиката. Многу ми е јако што, например, често ја грешат со саксофонот. Пример, саксофонот труба го викат. Кај ти многу пати, кај ти е саксофонот? Кај саксофонот? И, например, исто Ферус, Дада, Салија свират негде и слушаме едно бате, пример, почна и братов вториот ко почна опе Ферус со трубата. Кај го најде Ферус со трубата, господе Боже. Никогаш нема може да има некој свирено, не знам, јас го немам видено. Тука се бе со дување. Се дува нешто. Се дува, да, тоа врска нема, различно е скроз, значи цела поста. Мислам, како не? Види, саксофонот единствен инструмент што се е во дрвени инструменти, а е лимен. И знаеш, многу луѓе се бунат. И тоа е ради поставата на... Да, хорна, туба, тие си се лимени. И самото свирење е со зуење, знаеш. Значи, устните зујат и така се произвива вибрација и воздух. Тоа е. Јако, имаше сега за Илинденски годинава дојдени од Австрија од негде и со оние долги едни алпска хорна. Со алпски огромна, да. Мама стварно големи. Рогој, алпски рогој. Скроз. И пробваја децата. Ги учеа да пробват, таму треба да дувниш, брат, не е играчка. Спомна баш Илинденски денови. Имаше и мексиканци, имаше многу интересно. Значи, имаш преаки си. Запознав некои трубачи исто така што жив градо, знаеш, излегваат тука се дружат и стварно многу интересен момент е Илинденски денови од сите култури, мислам сите, појкето од светот идат да се представат на фестивалот и ми е кеф што ете во Битола има таков момент, знаеш, сепак дефинитивно. Штета само што налето е така пораздвижен градот, назима малце не е замрен, затоа може да јас назима и бегам. Кај што е потопло. Јас така би правил, ама сега имам други обавези, не можам да бегам се. Сега јас снег ќе падне, треба куферите со кошули, со куси панталони да ги спремам. Тоа е, брат. Ти што ќе правиш? Многу тешко ќе ти биде, вистина го ходиш на плажа. Сите ми велат, бе, ти будала си. Тешко ќе ти биде. А јас викам, луѓе ми се скија, не знаете колку ми се скија, ама тоа е. Имам некои настапи сега. За една недела патувам пак на Карибите, ќе одам на Антига, ќе имам таму 2 месеци настапи.
Значи во право време ти се јавив уствари. Да. Од ти рече ништо, пак ќе беше муавето. Пак ќе беше по нова година, рачунај. Никако да се. Хаос, човече. Ама добро е. Добро е. Си се Кажи најдовме. ми, уште нешто те прашам и да завршваме, од многу ќе ни се одолжи муавето. Мислам, ние ќе си правиме пак муавети, ама да Пак ќе се видиме, да не пак ќе одолжиме. се видиме. Правиш нешто музичина, ти кога видов нешто пред некое време дека некој песниче. Види, јас со работки, да, уште не сум дообучен да правам своја музика, иако на секој музичар Мерак ти е? Мерак ми е, да, мерак Шу. ми е исто. Да, на покана на едни српски диџеи, Марк и Диволи, Марк да ги Варт и поздравиме, Диволи, да. да ги поздравиме. Ме поканија да му бидам гостин со трубата на нивна песна, значи тоа е фактички заедничка песна. И да, тука мора да го поздравам исто и Димитар Андоновски кој ми помогна многу за да се сними и реализира целата песна. Оти јас И со него немам- никако се погодиме со време, ама А, сега ќе ќе го биди погодиме. кај, да, мислам дека следен гостин Диме ќе биде. ќе го погодиме. Да. Ќе го погодиме. Јако. И да, во студиото на Димитар Андоновски ја снимивме песната за тој е мексички лейбл, се вика Sunset Gathering. Иначе собственикот е Арон Севила, еден познат моментално диџеј кој така си има некој стил, некој латин, тоа е новиот латино хаус со афро некој измешано и настапва низ цел свет. И имав таа среќа да промоцијата на песната биде во Љубљана на настап заедно со него. Се сеќавам баш минати опат кога правевме муавет, рече Љубљана ќе одам Да, или Љубљана да. сум ми рече. Така нешто и Ја. така се наредија коцките, ме поканија, реков ќе дојдам, еве кај, ќе се качам на авион, ќе дојдам, зошто да не, и супер контакт, супер и така, песната добро врви, мислам, интересна е, така некој микс е на, ко да речам, латино, афро, ама јас му дадов со мојот дел во некој балкански така момент. И така, интересно. Преа. Интересно е, да, во иднина, да. Планирам исто и со контру диџеј, нешто да си направиме и да, брат, со различни артисти, настапи. Убаво е, брат. Убаво ќе Да. направите, да ти кажам. Ни фали вака некој нов таков мелост да приклаиме на сцената вака да има Во да се Битола врати. соработвам со, да ги спомниме, ти беа гости, Да, Стефанија со и Стефи, Влада. Беа, Имаме беа. еден проект се вика Стефани Джез. Настапваме Јако. авторски нејзини песни, нешто кавери измешани, имаме во тој стил така Преако. некој рок джез да го наречам, ајде да не, знаеш да не са ви брат музиката денес е толку измешана што Нема поќе толку стилови, брат. Јас така тоа му е, велам. се е измешано. Порано се знаеше кој рапер, кој рокер, кој вака. На денешно време се е популарна музика. Се влезе во поп жанроите. Значи, некако се и така треба биди, бе, на крајот на дено треба да остаеш емоцијата да те носи, според мене барем. Точно. И да не се ограничваш со стилски вака ќе прам сега и само вака ќе биди. Абе пушти, нека си кажува емоцијата, нека си кажи приказна, знаеш. Подруго ќе биди во секој случај. Единствено. Единствено, да. Збором ми беше. Бенди са студиото, како си го имаш дотерано. Баш ми е мило, брат. Да ти кажам, све имам со моја рака клаено, И буквално. опремата што ја имаш. Скроз. Ќе Така биди. да, скоро, ајде здравие, да не велам со ден, со датум, Готово бе. да се вратам здравие од Карибите. И Ево рачето, тука мора сме. малце да го исчепкаме тоа миксачето. Скроз. Му Оти фали стварно ми е кеф, јас расчекување. никога одам и кај Димитар дома, пошто сме блиски другари, се дружиме. Значи, дружењето наше е в студио, нема тука. Така е, брат. Дали било, не знам, труби да се снимат за овој пејач, за оној пејач. Значи, пајкето труби на пејачите во Македонија, Ти ги имаш свирнато. му ги имаме свирнато. Шубо му ги имате свирнато за мене. Така да, имам кеф многу, да, само то ти викам, време, знаеш. То времето е уствари Времето, обавези ти настапите, еве ти викам, наваму, натаму, има понуди, се оди се соработва. нека има, брат. Нека Али има, тоа нека е, се да. работи. Што ќе стигниме ќе направиме, тоа што нема стигниме, нека го прат после потомците и тоа е, брат. Еј, шубо си направивме муавет. Да те малтретирам уште нешто свирним или да бегаме, да не ручеко Како готов, да не... сакаш, ручеко вечерата замина. Вечерата, скроз. Саш ти нешто да почнеш, сега јас да те барам, да ми кажеш Абе, тоналитет, А? да се бараме малце.
Не знам нешто, а не знам што, чекај. Абе не го клавај така дувни го еднаш помеко малце да звукчето да биди. Не знам, ајде почни нешто, сега во моментот малце ме фати онака. Почнам некој Може мол нека биди, ајде, по молски да му влезиме. Влегвај брат, ајде, ќе ти дојди само. саеш некој ваков ритам да биди или Ајде да видиме. Саш нешто да измешаме, ајде. а? Да измешаме нешто малце Балкан. Може, да. Ти одговара ритамот, ама Може, не? ајде. Ајде, да одјавиме со музика работата. Се најдовме негде, виде? Шуво излезе. Браво, Најубаво вака кога ќе си фати природен тек работата. Абе, Најмногу сакам нема кога колку. не знам кај терам во музиката. Така? Не знам, оти најубаво чувство ми е. Абе, види, да, можда и тоа, самата музика ти дава простор и место за да можеш да се импровизира. Да се бараш. Джеймс Сачсон че си направивме Да, малечко. скроз. Шуво. Зер, фала ти многу што ми дојде. Фала Малце ти, ти тебе. смалтретирав можда. Не, па ме ми супер, застани баш ми овде е. снимања камери, ама убаво е кога ќе се погоди енергијата, па не се ни осеќа времето. Брат, Така времето е само измислено. Конструкт измислен. Да, прејако. Не, кој ќе видиш, еве, долго време се немавме видено, фала ти многу за поканата. Баш Нема ми е за кеф што. и мило што бев гостин во твојата емисија и поздрав до твоите гледачи. Фала ти што ми дојде и да си направиме пак студио, Обавезно. сега знаеш кај е. Сега знам. Ќе се спаковаме, ќе си седниме овде музичиња, муавет и ова. Ќе си го викниме Зоки, ќе викниме еден Сите куп ќе викниме. Сорет, другари, и работата огнен битбоксер, обавезно со луперо. без него ништо не правиме. И Тоа е ќе си зверо. џајмаме, ќе си правиме, брат, оти на Тоа крај е, од денот, брат. Тоа станва. Тоа станува. Животот, тоа е, битолското, главето, да, тоа е, битолското, готово. тоа е. Преако. Дечки, фала ви вас што не гледавте. Се надевам дека ви беше лабаво и се надевам дека се гледаме наредна недела па во 18 часот, па тука во ова студио. Поздрав, имајте убав вечер.